Најпрво ви благодарам за присуството. Прашањата се разбира ќе бидат со добра намера. Имено, Народниот правобранител во извештајот утврдил недоволна обученост и оспособеност на овластените лица за прием и процесуирање на барањата. И моето прашање до вас е: имате ли вие специјализиран кадар од правнички профил за лица без државјанство, како што, например, има Македонското здружение за млади правници? Имено, директорот, вие, согласно член 6, став 3 од законот, овластувате службено лице за внесување на податоците за неевидентираното лице во функција на добивање евиденционен број, односно потоа идентификациона исправа од страна на Министерството за внатрешни работи. Народниот правобранител исто така нотира дека, бројките не се совпаѓаат, но да оставам тоа, дека покрај идентификационите броеви што ги наведовте, дека сте издале и идентификациони исправи, ама во законот пишува дека тоа го прави Министерството за внатрешни работи. Значи, моето последно е, бидејќи да го завршам, не увидовте ли по толку години, бидејќи 2020 е донесен законот, па изменен 2021 година, заре не увидовте дека е потребна измена на законот за неевидентираните лица во матичната книга, како тоа што тоа го утврдува владата на една од седниците во 2022 година, и бидејќи вие сте првата врата на која што тропаат овие човечки суштества како нас, меѓутоа невидливи за државата, не чувствувате ли обврска за одговорност? Имено во законот има член кој што предвидува и санкции, меѓутоа јас не сум чула досега некој да одговарал за тоа. Ова е иначе постзаконодавен надзор, јас затоа повикувам во иднина да има и предзаконодавен надзор, зашто не може да продуцираме неприменливи закони. Тие се обична хартија. Овој закон не неприменлив закон. Обичен правен памфлет. Благодарам.